Во оваа вечерна обиколка низ центарот на Скопје нема да бидам сам, ќе ми се придружи и градоначалникот Олца Ѓорѓиевски, нешто што го баравте вие, нешто што и го ветив уште пред неколку месеци. И токму на во деновите кога се одбележуваат речиси 3 месеци од неговото управување со градот. Началнику, добро вечер. Добро вечер. Ти благодарам на повикот, заедно да прочитаме и поздрав за сите твои гледачи. Фала. Ајде почнеме од Жена парк, ќе свртиме после преку плоштад и ќе сакам да ги поминеме оние локации кои што цело време ги снимам, од кои што граѓаните имаат, да речеме, прилична реакција, ќе се сложите дека се оправдани. Апсолутно. Тие, да. Ќе почнеме, сега сме во паркот Жена Борец и пред споменикот на паднатите борци, на сите оние што нели го дале животот за Македонија и многу пати тука зборевме дека е едно големо јавно веце, неколку пати чистевте, ви се враќаше тој измет и вечниот оган дека го немаш. Сега има тука промена. Прво, дали е тоа под град Скопје или Министерство за култура кој работел тука? Ние го преземавме целиот зафат како град Скопје, кој што споменавте вие, неколку пати го чиставме, но сега морам да истакнам дека зајакнуваме чуварска служба овде. Земајќи во предвид дека и вечниот оган го ставивме во функција после долго време, мислам дека некои десетина години не беше функционално овде. Но и реално е средено местото. Треба да работиме на свеста се уште. За жал се повторуваат некои слики и откако ги изчистиме површината, постојано нели е мета истото место, иако во центарот на градот се наоѓа. Не може по центарот, ева собранието ни е повторно на девијантни појави е понекогаш мета, но ето заселуваме се чуварски служби. Сезонските работници се тука во текот и на ноќните часови, така да мислам дека ќе воспоставиме ред. Супер. А ова што беше тука изметов во се изчисти генерално, се изчисти се. Користевме перење со вапови на во неколку наврати и фонтаните ќе стартуваат со функција од некаде 15. Добро. Да. Како генерално ја во ред, како може ова перманентно да го решиме, да не се сега да не си играме мачка и глушет, вие чистите, се мачите, трошите пари, потоа јас одам снимам или други новинари снимат и некои несовесни граѓани буквално вршат измет на нашиот труд, буквално кажано, и го наградуваат нешто што е во срцето на главниот град на државата. Како тоа да го спречиме да не се повторува како слика? Александар, прво треба да проработи само свеста кај граѓаните, да сетат дека ова е нивно. Ова не е моја собственост или твоја собственост, ова е на градот, практично на граѓаните. И треба да го третираат истото како своите домови што ги третираат. Од друга страна, тоа е едната страна на приказната, од друга страна, мислам дека Safe City ќе помогне наредниот период сериозно. Земајќи во пред... Из овие работи? Да, из овие работи. Со министерот ја си најави во медиумите, во неколку наврати имавме средби, на кои што средби се договараме да се зголеми обмоти, и опфатот на камерите, со што би се зголемила безбедноста во подоснежните часови, особено. Имаше тоа нешто што се нарекуваше Clean City, мислам дека тој проект некако започна со поранешната градоначалничка, меѓутоа не знам што се случи, дали се работи на тој, дали стварно постои таква нешто. Не се сеќавам на таков проект. Така, дека неколку пати у медиумите кажува Clean City, практично исто како Safe City со камери на место така што има, така како се вика, практично Safe City да ја зголемиме безбедноста од една страна, од друга страна да на многу од фреквентните места бидат поставени камери, особено во централното градско подрачје, во парковите, на потенцијалните депонии, каде што ќе може снимките да се искористат од страна на Министерството за внатрешни работи за превенција. Имавме случај изминатиот период, Лотус фонтаната, знаете дека ја реконструиравме во градскиот парк. Веќе сме во финална фаза, на 15 сакаме да ја пуштиме официјално. Супер. Само што беше изчистен целиот простор, и оние клупи, делот од бетон кои што се изградени од страните, откако беа обновени целосно, повторно имаше појава да еден млад дечко се вандализира. Да, и тоа е простор, така, но имаме сега снимка која што е предложена во Министерството за внатрешни, ќе се постапи Министерството за внатрешни работи и мислам дека на неколку постапувања ќе запре таа. Може да не се персираме сега барем овој формат ни да Урци Александар цитираме работа. Градски муабет си правиме. И сега, дека во градскиот зид живеат многу луѓе, знаете дека е многу фреквентно местото, живеат и пензионери, и многу преку токму овој пешачки премин и кон
градскиот трговски центар се движат по оваа локација. Меѓутоа тука има еден прекоп кој што верувате дека буквално и 4 години од цел мандат на поранешна градоначалничка, тоа е овој, апелираме да се поправи. Претпоставам дека ова не е нешто многу за градот, а верувате дека секој ден гледам кога тука да речеме градски зид живее батно и често се движам, постари господи и дедовци буквално не можат да помират, а овој ми сцена особено кога врна има проблем. Катастрофа, свесен сум маркиран е овој дел. Добро. Што се маркирани плочите под Триумфална порта кога проаѓате према площада. Да, не поминеме сега сакам да кажам дека ова се поавтентични материјали кои што се вградени. Не можеме туку така да постапиме и да поставиме бехатон на нивно место или пак со бетон да се затвори. Добре. Треба да ги најдеме истите плочки. Имаме нарачено и за на площадот за патеката и за овде. Така да верувам дека за многу скоро ќе се среди тоа. Да. Од друга страна еве може да забележиме ги овде. Овде ќе имаше жбунови, депонии, практично ако се сеќавате сега е средано, паркови зеленило. Можам да кажам дека многу посовесно работат и за овој дел вака се нарачани плочи. Ова се мермерни плочи кои што ќе треба да се заменат. Да, бидејќи навистина ова е не е некој запутано паркче, не знам каде, ова е сите поминуваат тука и туристи и граѓани пред се. Така што ако може тоа да се среди некако санира, ќе биде супер. Здраво како сте. Кажете ми, има ли некакви планови за Жена парков малце да се реконструира, да се постреди или мислите дека е во релативно добра состојба? Реално видете, работат секторските служби од градот Скопје за реконструкција на Жена паркот, но не сум убеден дека годинава ќе влеземе во реконструкција. Треба да земеме во предвид дека практично цел град беше руиниран. Она што го направивме, може да забележите каква беше состојбата од пред 3 месеци, каква е состојбата денес, практично да нема отпад, има ситници кои што треба да ги отстраниме, како плочките, како поправка на некоја клупа, но тоа се многу ситни поправки кои што треба да ги направиме. Ситни, меѓутоа таму за таа патека има многу големо значење за луѓето. Апсолутно се слагам, но може да забележиме дека веќе нормално изгледа Жена парк, за разлика од минатот. И е нешто што е навистина убаво. При парк, да. веќе се израснати дрвата негде рани 70-ти години, како се вика, садене. Имаме на споменикот на децата бегалци, наречено и плоча, која што е релефот. Да, релефот, која што е скршена од пред години наназад, но никој нема. Не е скршена кранација, туку украдена пред околу 6 месеци. Не, 6 месеци поет. Овеќе има? Добро, во ред. Генерално е пред година дена да речеме дека е украден, снимавме за тоа видео. За да нема повторно таква појава, мермерна плоча ќе биде со релеф поставена. Дури вторката на делото ми се обрати да побера помош како може да се апелира да се најде тоа там подписка ќе биде. Видете да се осуди некој, тоа нешто го тоа е толку дрско. Во сред центар на градот некој да отстрани плоча и да украде, тоа не знам, нема зборови што може да го опише тоа. Добро, кој сега многу малце луѓе го знаат и тоа би сакал да го објасниме околу ингеренциите. До кај може да постапува градот, до каде не може. Например, кога ќе снимиме нешто за ГТЦ, сите го првото го оперуваат кон град Скопје. ГТЦ од плочникот, извините пред позади. Од плочникот овде натаму е надвор од наша собственост. Практично и овој дел кој што ние го уредуваме е собственост на ГТЦ. Тоа е под државата, си има директор назначен од владата, но не смееме да делуваме внатре. Искрено и мене ми пречи. Централно место е, лошо изгледа, нефункционален е градскиот трговски центар. Имаше нели обиди на времето да се реконструира цела таа композиција. Тоа што беше како да се направи како барок. Па ја искрено сум за повеќе за модерен стил. Не сум за барок и како и да е, треба да се среди овој хаос овде од ГТЦ. Околу делот го средуваме партерно ние. Еве може да видите и тој дел таму кој што беше сериозно запуштен, може да пројдеме таму. Да, но сликата грда која што беше пред 3 месеци овде генерално сменета, а за внатре не можеме да постапуваме и да сакаме да постапиме, Да, бидејќи има некои делови, знам дека поранешно Филегов кој беше градоначалник, имаше горе ова како зелен кров, така, па сака да направи лифт, па се побуни архитектите дека визурата на објектот ќе се наруши, меѓутоа тој почна да го прави еден дел е искршен, буквално и остана така искршено. Апсолутно. Значи фали дел да речем практично. Таму и договорот е спорен. Колку што се постапувало, односно се инвестирало од страна на градот Скопје,
Добро. Но тоа е постапка кој што ја водат други надлежни институции, не е во рамки на она што е мој опис и попис на работно место, така да би успел за понатаму да се произнесе други институции. Добро, реков. Сакам да споменам, се извинувам, Александар, за фасадите. Добро. Веќе започнавме постапка, каде што еве конкретно за овој дел од зградата овде, Пелагонија. Пелагонија, ја предаваме повторно на владата, на службата за општи земјишки работи. Во разговор со председателот на владата договоривме да интервенира владата, односно да ова грда слика на фасади да ги среди, конечно и да заличат после толку години. Кога би можело да биде тоа? Па започнати сме со процесот, денес имавме со потпишување на договор со Министерството за здравство за гаражите. Да. 3 месеци некаде ја спремавме целата постапка. Малце се пообемни постапките, но започната е постапката и процесот на парање од наша страна за предавање на владението на владата, како што договоривме се председател на владата за да можеме да отпочнеме со процес да конечно се заврши целиот циклус поврзан околу тоа и владата да може да влезе во инвестиција, односно во реконструкција на фасадот. Добро. Ќе споминеме сега низ Триумфалната порта, ова плочка е претпоставам дека ќе дојдат И за овој дел. и осветлувањето гледате дека Ево овој дел овде, знаете дека беше хаос во минатото. со песок беше некако. Да, со песок беше, тампон имаше, веднаш реагиравме, го поправивме. Уреден е целиот дел, овој дел со зеленило е уреден исто така од наша страна. Испрани се спомениците и како и Триумфалната порта, знаете дека долго време Триумфалната порта не беше допрена. Ама како ќе го видите постаментот на испран величе? Искрено. Искрено е испран исто како што е перена и Триумфалната порта. Каков е мермерот и колку е оштетен во минатото, тоа е да се друга дискусија. Да, има специјални методи, Со песок. да, за пескарење, но тоа го работат стручни фирми, ние имаме постапка во моментов започната, тоа ќе заврши, јас не дозволувам да некој непрофесионално навлезе во процес. Добро. Најцентрално се наоѓаме во градот, ја поминуваме под Триумфалната порта и првиот влез на площадот, веќе го споминавте, не дочекуваат искршени плочки. Да. А тоа се искршени заради овие возила што поминуваат и некои други. Овие се правени буквално неколку Овие пати. возила морам да истакнам за да нема забуна кај граѓаните. Тоа се резиденти кои што живеат во оваа зграда овде. Добро. И нив им е дозволено да се паркираат и тоа не е од мене дозволено, туку од време така функционира бидејќи паркингот им е тука. Освен специјални возила, Добро. како што е комунална хигиена, не дај Боже кога треба пожарна да влезе или брза помош овде, друго возило не влезе. Или кога има настан некој, како што беше прослава за Нова година и некои културни манифестации, тогаш единствено е дозволено да влезе потешко возило овде. Овие плочки, кои што ги споменавме, се оштетени во правоста од потешки возила или од нерамномерно поставување на плочките. Тоа е ирелевантно, има оштетени плочки, се веќе нарачани, бидејќи може да забележите необични плочки, се не се едноставни плочки овие, потребно ни е време за да ги добиеме и да се Добро. поправат. Граначалник Орца, во многу градови кога ќе шетаме, многу пати, поготово европските градови кои што се вакви густо населени со набиени улички, каде што измешани пешачки патеки со резиденти кои што живеат, на многу места има вакви работи. Меѓутоа, они знаете како е решено. Тој во Брисел многу пати го има, па и во Љубљана. Значи во делот кај што се движат возилата, како ова возило, тука има една лента што е буквално асфалтирана со асфалт. А околу си е плочка и тој многу уреден и многу изгледа. Добра ти е забелешката, треба да го разбереш. Значи со тоа еднаш за секогаш го завршувате тој проблем, тие се паркираат таму. Не знам естетски како би личело таа композиција овде, но има смисла. Ќе ви покажам фотографии, можеш навистина Има многу смисла. супер да Апсолутно. супер да изгледа и на тој начин се Прифаќам ако е пофункционално, прифаќам. апсолутно е пофункционално, дури некои има се офарбани во различни бои, интересно тоа. Мислам сакам да кажам дека го зборувам цело време, граѓани колку сте свесни дека очигледно дека не е се до институциите, самите граѓани не се грижат доволно за својот град и тоа е нека објективна реалност, значи треба менталитетот да се менува и треба сите да работиме како тоа, и медиуми, и политичари, и така натаму. Меѓутоа во многу градови има еден процес што е наречен beautification, односно разабавување на градот. И според тие што се разбираат од тие работи, премногу сум прочитал дека кога ќе направите убаво катче во градот, кога ќе изгледа убаво урбано средено, самите граѓани почнуваат на едно поинаков начин да го сакат градот, велики сите се заљубуваме во убави работи.
Што сакам да кажам? Колку сте свесни дека на пример ова паркче тука кога го направите да биде преубава, кога ќе поминеме сите тука да се гордиеме, дека се многу помали шансите некој да фрла ѓубре во него и самите граѓани автоматски ќе сакаат да го чуат бидејќи е убаво. Се слагам, но често пати на многу убави проекти се случува девијантна појава и де факто мораме да работиме на свеста, започнувајќи од сите нас, од обичен граѓанин па до највисоко ниво. Мојата перцепција е дека многу мал процент несовесни граѓани прават да сликата биде грда за сите. Добро. Не се сите несвесни и сите не влегуваат во процес да уништуваат. Секогаш имаме проблем со мал процент на граѓани. Мал процент на граѓани прават депонија. Мал процент на граѓани неодговорно се однесуваат. Мал процент на граѓани превртуваат контејнери навечер, оштетуваат клопи урбана опрема, така што јас апсолутно сум за поригорозни да бидеме во однос на казнувањата. Знаете, во Европа убаво е, секогаш правиме споредби со Европа, но во Европа има доста високи казни. Апсолутно. И не секој се осудува да направи одредено действие кое што може да го плати скапа од својот джеб. Вие можете да направите споредба во државата на граница Гевгелија и влезот во Грција. Да. Има депонија пред излезот од Македонија кај Гевгелија. Тоа значи дека сите ние го фрламе отпадот таму. Точно. А на влезот во Грција веќе знаеме дека може да им пишат казна и да платиме за сето. Тоа сме многу поодговорни. Или пример со CFC, сега сам научам некој швеѓани да потреме се до 7 месеци. Така треба. Така треба, апсолутно. Мислам дека ќе имате подршка и со за поригорозни казни. Мислам сите ние што го сакаме искрено овој град дека те добиете од тоа максимална подршка за тие делови што викаме дека треба да бидат убави. Например, ова според многумина и според мене може да биде на најпосетуваните туристички места во Скопје. Ова се средуваме Александар имотно-правните односи. Не можете да реагирате и мислам. Иначе само да знаат гледачите, ова е тука била родната куќа на мајка Тереза. И овие земзелени дрва што ја гледате, повеќе на скапата ливада што еден од моите претходници ја направи, ако се сеќавате. Да, шпанските скали што требаше. Па планираа шпански скали, ова некој направи ливада подскапа од шпански скали. Но овој делов, ако видите, кој што е остан со тампон, и од тука ќошов, од другава страна Аголов, практично се биле приватна собственост, кој што момент го решаваме изминатиот период, доколку се среди овде детскиот плоштад, на кој што треба да се одржуваат новогодишните, според мене, прослави во перспектива. Така да веќе работиме ние на проект да откако се среди целата состојба имотно-правно, можеме да го досредиме конечно и овој дел од центарот на градот. Добро, има отприлike кога би било тоа, мислам, нека временска рамка, не. Брзо ќе биде. Мислам дека до крајот на година вака имаме действие на можеме. Добро, имаме малци објекти кои што се потсетува, да речеме, на старо Скопје, на староградската архитектура, нешто што е автентична скопјеска, нешто што земјотресот него зема. Тоа сигурно не е овој објект, меѓутоа дефинитивно е Ристичева палата. Една од најубавите згради во Скопје, тие околу кои гледате се навистина убави. Да. 95-та година последен пат реконструирани фасадите, беа осветлени, меѓутоа може да гледаме денеска дека сите овие згради се во темници. Покрај тоа што гледате доле дека има поставено рефлектори. Убаво го осветлува цела зграда, меѓутоа ете, од некоја причина не работи. Тоа е добра забелешка, ќе го провериме наредниот период се служба. Да. Исто идеја, без тоа да ќе ми дозволите сега во име на граѓани, значи во многу други градови сите овие убави куќи и гледате тука што има како канделабри, се стават рефлектори со едно убаво плаво светло, нежно да го осветла целиот блок, нешто налик на тоа што е казино, што не треба да ја таму, ама тоа е друга приказна. Да, и целиот овој простор ќе биде навистина многу убав. Прифатено. Добро, ќе се придвижиме кон камениот мост, нешто што е символ на градот. Кажавте, мислам видов и пред некој ден имавте и настан дека со донација, со помош на општествено одговорни компании ќе се реконструира, ќе се поправи осветлувањето. Реакциите што беа, тоа се е супер, меѓутоа што да направиме конечно тој да биде исчистен како што треба. Ние знаете дека имавме активност за чистење на цел тој потек. Сега продолжуваме со чистење на кеот према Влајаc во наредниот период, но ќе продолжиме и према Ново Лисиче. Ако може да забележите, воведена е трета смена на службите кои што постојано се на терен и никогаш не го почист плоштадот од тоа што е денес. Ова е место каде што стотици илјади туристи поминуваат и ова не е лицето на државата, не само на градот.
и затоа воведовме трета смена, да има постојано работници овде, но и во цел овој регион, кои што постојано ќе го средуваат овој простор. Камениот мост треба исто така да се препескари или да се изчисти, земајќи во предвид Дали Министерство за култура или вие? Не, ние баравме согласност за осветлувањето и го добивме од конзерваторски цар. Добро. Јас сега чекам одлука за ивкалето да ми биде конечно предадена под владение на градот Скопје, но и аквадуктот започнавме постапка, затоа што веќе имам донатори за едниот проект и за другиот проект. Америчка амбасада ќе биде донатор на аквадуктот, каде што партерно ќе го уредиме, Кале ќе биде кам маркет донатор. Добро, ќе се осветлат зидините пак, бидејќи сега во моментов единственото Кале во мислам единствен европски град каде што Калето навечер го губиме. Апсолутно. Целосна темелна реконструкција и бинак има, согласно она што го ветува во предизборијата. Добро. И видео едно пуштено како видео презентација, така да патеките ќе бидат реконструирани, вратен ќе биде автентичниот изглед. Видовте кога го чистевме, патеките не беа чистени десетина години на имаше голем талок кој што се отстрани од бехатонот, практично не се познаваше патеките во минатото. Но ќе го средувам. Сега да бев сам ќе отидев, меѓутоа сега неќам вас да ве носам. Например, тука ова што е летниковец порано на времето, позади него е полно со човечки измет. Тоа треба да се изчисти. Може да забележите дека мислам дека е изчистено. Но овде целата композиција ќе заличи она како што треба кога ќе се довршат овие објекти, зградите. Да. И правиме притисок за да биде тоа час поскоро, за да може се да биде ставено во функција и нормално да изгледа. Но тоа не зависи директно од нас. Добро. Значи тука бев пред 2 дена, ако изчистено тоа ќе биде одлично, меѓутоа позади ова беше. Јас не сум видел да ти кажам искрено, но еве сега ќе видиме. Уште е така. Па добро, окей, ќе треба да се испере целиот пот. Да, затоа што не знам дали ви текне пред 15 на години, тука имаше и концерти на камерна музика и концерти се запросува млади. Да, и пратиме се видете виденски, јас сум треба да се земе во предвид Александар се извинав. Не, уживе, нема ги. Јас сум 100 дена градоначалник, 110 дена. Дома да земеме реконструкција да правиме и да кречиме во дневната соба, треба простор, така? Да се префрлат стварите и се останат. Ова сметам дека е максимумот што можевме да го направиме за 100 дена. Земете во предвид дека доста денови имавме дожд, имавме снег. Не секој ден бевме во можност да работиме. И сето ова го правиме со некаде околу 800 луѓе помалку. Во комунална хигиена и во паркови зелена. Значи сме пофункционални со 800 луѓе помалку. Тоа се 6 милиона евра заштеда на годишна нива. Така да полека ќе го решиме. Се надам дека тоа што беше дека сите укажувања што ги правиме дека не го сваќате лично кон вас критика. Јас се повикувам и граѓаните, сите секогаш отворен сум за соработка, трпам критики. Јас сум на крајот на денот избран од граѓаните и може да дадете предлози и критики преку тоа. Да, дека и новинарите и вие кога направите многу синергија, едни да ги лоцираат проблемите, другите да решаваат, дека тоа ќе биде добро за сите. Еве во камениот мост, кажете ни сега како ќе биде осветлувањето тука. Да не биде вакво никакво. Значи сега моментално немаме осветлување овде. Ова е делот кој што треба да се испескари, односно да се изчисти, тоа го прават специализирани фирми. Јас не можам детали да изнесам околу тоа, сега сме во постапка за избор на компанија која што тоа ќе го направи, но ќе ги заштити и сите оние споменици, рековте, Емниов триумфална порта е убаво изчистена, споменикот Христо Татарчев не е убава сликата, затоа што забод на времето си го направил своето и нечистењето од минатото. Така да овде ќе се изчисти најпрво убаво цел дел, убаво ќе се испескари и ќе се постави осветлувањето од двете страни. Немам се уште детали, кога го добиеме проектот како ќе изгледа тоа, во наредниот период ќе започне. Кој го прави проектот? Сето тоа го спроведува турска компанија, која што ќе го работи практично целиот процес за осветлувањето. Јас и во кисела вода така функционирав, донациите никогаш не ги земам како пари.
Добро, туку Јас земам готов производ. апсолутно. Она што мене ме интересира е, ако сака да вие да помогнете за граѓаните, направете го прв пат, мене ирелевантно ми е кој ќе го работи, како ќе го работи, важно ми е на крајот на денот Многу треба да ми е важно како Не, ќе го работи. Надзорот е наш секој. Да, така. Имаме наш надзор, Да не кој си што шлака не кој што остава- сака. Не остава простор за импровизација, така да мислам дека за споро кој ќе започнеме ќе бидете запознаени и со проектот и со сите тие работи. Добро. Да продолжиме со прошетката, Ајде. началник Ола знам дека тука чистевте многу пати, јавно ја пофалува во видео. Чистиме секојдневно, овдека Меѓу- не се праќаше, еве се некој пофрлил 2 шиши него. Не 2 шишиња, 20, сега пазете и каде газите, бидејќи овдека е, видите, ова се е свизме тука. Ова се изме со гледат десно од вас. А, да. Добро. Да. И ова Би треба ќе се повторува како слика. А сведоци сте дека го чистиме постојано, ова и ја не знам кога успева. Јас поминав во 3 сат сабајле и тоа беше Катастрофа. беше чисте, во 3 сат сабајле чисте луѓето, сакам да Да. кажам, значи ти Па и тоа- сега претпоставам дека ќе се симнат исти лет за да ви чистат ја. се каете сега за тие 72 часа, бидејќи ви ги залепија како Не, па Александар, мислам дали дека политичката да речеме кампања што ја тераше, вас лично ви даде сега еден терет не. да го носите тоа. Јас мислам дека за 72 часа направивме реален прогрес. Првите 72 часа и го сменивме континуитетот на функционирање во градот Скопје. А ако забележувате изминатиот период, така сум јас во моето функционирање, сам си задам рокови. Мене некој не ми става пиштол на чело да за Борис Трекварски кажам до нова година ќе биде готов или за Љубљанска дека ќе биде готов до нова година. Самиот си ги задавам роковите. Зошто? По 30 години граѓаните се манипулирани во главниот град. Во неизвестност често пати се оставани, ниту па знаат кога се почнува нешто, која ќе биде реализацијата на истото и кога би завршило. Нема предвидливост во процесите. Ето тоа, за да има предвидливост, јас ги задам роковите. И секогаш давам се од себе за роковите да бидат испочитувани. Имам добра екипа која што секојдневно работи. Точно се знае која фаза, до кој ден, до кој месец од годината треба да е постигната со проектот и алармираат доколку нешто задоцне при реализацијата. Така да мислам дека роковите се добри. Само да ви кажам дека сега размислам во моментот и ве слушам дека испишувам историја во моментов, затоа што е прв пат новинар и градоначелник да излезат вака во неформална прошетка низ центарот на градот и директно да разговарат од лице место, не од студио кога сме дотерани да шминкани едно друго, туку во При мене ми го одговара повеќе вака, така од да... срцето на проблемите, така што може, ако сакате ова да испадне една традиција, еден брифинг со градоначалникот на секој, да речеме, 3 месеци или 4. Доле повторно е да си чисти овој дел прво во влеч. Да, ве молам. Не, тоа таму треба Да. со химикалија. Се химикали е вод. Да. Да речем да се повторува на некој циклус или на некои 3-4 Ако? месеци, затоа што ќе можеме да ги следиме работите и граѓаните ќе бидат информирани. Сега ќе го средуваме. Започнавме со Министерство за спорт, ги направивме игралиштата кај парков. Добро. Вчера мислам дека ги отворивме. И трибините се средени се останато, сега во Маџармало се средуваат и остатокот од игралиштата, кои што беа вон функција долго време и немаше никаква интервенција. Овој дел исчистен од кеот, како што може да забележите. Многу од граѓаните често пати ми пишуваат направете дрворед на кеот. Да. Сакам еве да потенцирам дека согласно закон ова е речно корито, ниска и висока зона, кое што не смееме на истото да засадуваме дрво. Добро. Така да не е дека не сакаме да засадиме дрво, туку не смееме да засадуваме дрво, земајќи во предвид дека многу често знае и Вардар да најде Капацитетот на коритото ќе го Да. смали, вака Ето така. класично Ето кажано. Значи не Меѓутоа во сме. коритата на реките во многу градови во Европа има жални врби, меѓутоа тие се малце поинаку структурирани, не се волку тесни да речеме околу Предполагам. нашето. Се слагам. Само Поред- да најавам и дека при крај е постапката за првата галија, која што беше изгорена и ќе се отстранува. Одлично. Поодимо тоа мислам дека Скопје не пати ги израдуваат Поврзано е тоа. со судски постапки. Мислам дека за 30 на дена од денес треба се да завршиме судски практично и А со другија? да започнеме. Другите се во концесија, предадени веќе. Аха. Најмалку 130 милиона денари треба да плати градот за доколку го раскина договорот. Јас сакам да информирам, не сум споменал во јавноста, јас овие 100 дена имав практично многу победи заедно со тимот во градот Скопје, особено со адвокатскиот тим. Добро. Ние за првата галија имавме првостепената
комисија? Пресуда, првостепената пресуда беше против нас, односно беше во полза на тој кој што го тужеше градот и градот требаше да плати 70 милиони. На второстепена ја добивме постапката и тука помогна сериозно добро правниот тим и адвокатската куќа што ми е надворешно ангажирана во градот Скопје, така да практично од изгубен предмет го добивме на крајот на денот и тука градот не треба да дава ни еден денар, 70 милиони денари требаше да дава. Добро. Нема да ве прашувам за фонтаниве што ќе се случува, Ќе се потрудиме да се пролетва да разговарав со луѓето кои што ги одржуваат фонтаните во градот, да пробаме да направиме тие да бидат функционални. Знаете, претходно имаше цели острови со песок овде. Да, тие со багер се изчистија. Многу лошо изгледаше. Да немате дилеми, мислам ние цело време тоа викам дека ако трошам 10 минути да критикат, трошам 10 минути за похвала ако нешто е добро, дека тоа е принципот, затоа што повеќе е мотивација да се работи подобро, да не е злонамерно или тенденциозно, да биде со водоскоци многу убаво изгледа. Сакам да кажам дека генерално кеот изгледа подобро. Меѓутоа има некои критични точки што ви се појавуваат, на пример овој изметот што е под камени мост, ја ги снима, прави репортажа на Канал 5. Па можеби е време и камера да поставиме таму. Ќе ви кажам ако така точно кој го прави тоа се претежно децава што доаѓаат тука и што питачат и такви работи, тие си ја вршат таму работа и мислам дека целиот проблем ви го прават 10-15 луѓе. А имаме тој фор од таа страна, тоа е кој што може да го користи. Ќе ви покажам од другата страна. Урца, ова е проблем многу голем тука. Ке можам погледни сега доле. Садовите. Знам. И тие пролетва ќе ги чистиме. А тука треба посебна екипата. Посебна екипа и треба. Тој таму види го како. Посебна екипа со сајли ќе треба да се направи тоа поради временските услови не дозволи да се прави тоа зимскиот период. Затоа што луѓе се опрашање не можам да дозволам и овој мост, но и кај што се фрлаше крстот и таму имаме. Не, идејата ми беше чисто да знам дали сте свесни дека има проблем. Сега пак ќе кажеме за 90 дена човек не се слага. Не може нешто многу да направи, меѓутоа може да се разговара за проблемите. Друга работа, околу фасадите во центаров на градот. Која ингеренција на град Скопје да ги обнови, бидејќи верувате дека моментално, сега зборуваме чисто само за центаров. Значи, околу булеварот Кочарацин, на рекорд. Овие зградиве тука што се кај ГТС, се целите изљупени, изронети, никакви. Види Александар. А што е планот за тоа? Искрено, јас сум бил многу критикуван затоа што водев субвенции за фасади во кисела вода. И за прв пат во историја имавме реализација на 2 или на 3 фасади во мојот мандат. Добро. И тука држи логиката и на граѓаните кои што живеат во куќи па да речат зашто јас да сум дискриминиран и се е тоа оправдано, но сепак сум за да дадеме субвенции. Јас оваа година календарска финансиски не можам тоа да го направам, но разговарав со Горан од Центар. Горан ми е подпредседател на ЗЕЛС. Разговаравме на оваа тема и мислам дека тој има воведена субвенција како општина, но ќе треба во перспектива заедно да делуваме, односно да ги субвенционираме. Има на рекорд една позиција каде што станарите бараат до град Багора, приватен инвеститор, па да им овозможил лифт да биде поставен и фасадата да среди. Јас не дозволувам да се гради дополнително сега. На рекорд според мене нема потреба били пета. Да. Така што јас имав средба со граѓаните од таму. Истите биле и во општина Центар. Иако деталниот урбанистички план тоа го дозволува таму, јас искрено нема да го одобрам тоа. И им предложив да почнат да размислуваат ние да дадеме субвенција како град Скопје за наредната година заедно со општина Центар. Да. Така да генерално треба самите да си обраат тоа, но ете и градот ќе се приклучи наредната година. Сликата на државата е тоа. Апсолутно. На влизот на автокоманда на надвожњаците, мислам на влизот на Скопје автокоманда, поставивте како се вика светло, црни лед ленти, така. Да. Чисто како ги погледнете старите како се вика фотографии од Скопје, ќе видите дека овие кули ќе поминеме после од кој ќе седиме од кај нив на ГТЦ што се горе. Да. По ивиците на целите згради имало потполно исти такви ленти. И не знаете колку тој поглед таму изгледал. Добра идеја. Поубав. Јас сум нешто што не чини такви работи. Ова не е нешто што не можеме. Па и за мостовите ме прашува колку чини, како чини, 0 денари не чини, а мостовите. Да. Тоа е направено практично за 0 денари. Да. Ова е најлошиот дел од Камени мост. Ова го снимав пред околу една недела, правев едно видео. Да не влегуваме внатре, ја влегов, значи овие два свода, ова е полно измет. Буквално целосно. И овој дел тука кај што се го заштитиме, ова и
Нема излез од таа страна. Ја не знам искрено како влегуваат и како излегуваат луѓе. Од тука влегуваат, си вршат нужда и си одат и после се качуваат горе, свират на тарабуки на каменima, генерално. Овде може треба да го заштитиме со мрежеви, да не дозволуваме влез. Значи, Ова площадче, видите како изгледа. Сега ова навлегуваме на микропроблеми, туку чисто сакам да имате идеја како е овој простор. Видите, се што било тука осветлување на мостот е уништено, клупите си скршени, плочникот е никаков. Контейнерите, фала Богу, се празни, сега порано и од нив претекуваше ѓубре. Со комунална ја решивме работата. Добро е, постепено се средев. Сега ќе не стигнат и нови камиони. Кога? Ќе биде добро. Па мислам дека јуни месец стигаат 40 камиони од страна на владата. Кога мислам завршена е постапката тендерска. Има евалуација тоа на што сум информиран, така да уште подобра ќе биде функционалноста. Фонтани да ги пуштаме некаде околу 20 до 30 март. Тогаш се пуштаат. Мислам само лотусот ќе пуштиме порано, а до тогаш ќе го средиме партерно и овој дел. Кој што е поврзан со некаде кај што недостасува плочка, што викате вие. Да. Еве овде може добра идеја да се стават заштитни огради на сводовиве за да не се влегува и тоа е тоа. Добро, сега има некој пак на центарот на градот за да држам, да речеме на рекорд, исто така многу лошо изгледа. Колку чекате да се реализира БРТ системот, бидејќи таму предпоставам ќе се копа, ќе се прави, а потоа да влезете во Па некаде јули месец сакаме искрено да ова е започнеме. што сакаме да го гледаме во Скопје. Да и како што забележувате, добреч. Да. Како што забележувате, има дежурни екипи практично во цело централно градско подрачје. Во градски парк да отидеме сега и на Рекорд, и на улица Македонија, и кај музеј на град Скопје, секаде има екипи кои што дежурат пред смен. Да бидам искрен сега, се договоривме да се најдеме во Жена парк, не ме прашав се кај ќе се движиме, да не мисли сега Орце знал дека ќе поминало тука, па пуштил луѓе да му чистат. Може секоја вечер слободно да проверат сите. Има дежурни екипи, тоа се луѓе кои што ги плаќаат граѓаните и ево дека убаво е средено, порано имаше депонија овде. Практично не беше чистено со години овде. Да, ма ги гледате вие вакви мали зелени површини, ова тоа плаче тука. Дрвца сега ќе се садат. Да се оплемени малце дрвца ќе се садат. просторот. Сега започнуваме со садење дрвца. Да, сега сезоната ќе има. Да, сега ќе почне сезоната за некои десетина дена, така да ќе имаме многу активности поврзани со садење на дрва. Значи за БРТ тоа да се вратам. Да. Некаде април месец, јули месец би требало да започнеме со тендерската постапка. Тоа е обемен процес. Знаете дека беше закочен, многу пати критикувани од мојата политичка партија, мои сопартици во минатото. Јас секогаш сум бил објективен кога се говорело за тој проект и сум кажал дека недостасува трасата Драчево и Радишани. Се надоградува тоа во однос на документацијата, но сум за тоа да имплементираме добри проекти без разлика на кога се. Односно која започнала идејата за да се реализира се тоа. Така да, ако започнеме некаде јули месец, тоа е поврзан со две компоненти. Едната компонента од тендерската постапка е поврзана со повеќе од 40 автобуси обезбедување електрични, а втората компонента е инфраструктурното градење на трасата цело, која што практично треба да биде од Ѓорче Петров до Ново Лисич, односно до аеродром. Така што ако започнеме јули, тоа ќе биде исто така еден од децениските проекти за градот Скопје, капитални, кои што сериозно ќе остави трак од моето практицирање на власта овие 4 Колку политиката го заглави процесот, бидејќи сега можеме при крај да видиме негде. Види Александар сега, не знам како да кажам искрено. Во кисела вода јас, и овде фалат ветер плочки, ќе бидат поправени. Апсолутно добро. Пред археолошка музеј, ова тука има некој ископраено, не знам зашто. Искрено се. Ама треба да се поправи. Како и да. Или па на некој му фалело плочка дома. Да. И тоа сме го гледале, да. знаете. Што сакам да кажам? Политиката е процес во кој што треба да се разговара и да се преговара. Во кисела вода јас сум имал во советот партиципиенти од сите политички партии. Да ви покажам нешто сакам. Да. Сега Од сите политички партии, но секогаш големите проекти ми биле едногласно гласен. Буџетот во град Скопје прв пат беше гласен сега без ниту еден глас против. Тоа не се случило. Но се работи со советниците, ние може да имаме различни мислења и се останато, но кога интересот на граѓаните во прашање треба добро да елаборирате со нив и треба објективни да сте. Дали знаете што е ова простор тука? Ова мислам дека Ова тука. искрено
Овој дел. Не знам кој го поправил објект. Не, ова. А ова е пушкарницата. Пушкарницата е ова, ствари за дедо ми Серафим Видовски. Дадов насоки. За брзо ќе те изненада. Стварно? Да. Е, Дадов насоки. Ти го гледав видеото. озбилно? Озбилно. За брзо ќе те изненадам и ќе те викнам. Значи ето тука ми треба децава да се носат. Нема Да не, учат. не. Ова у центар на Прифатено, земено во пред. Нема да мислите дека не ги гледам тие видеа што ги снимате. Гледам и добри и лоши, забелешки гледам и од граѓаните кои ги снимат нешто политички партии, тоа го гледам го преследува. Така да гледам да ги поправам работите. И најголем дел од случаевите објективно кога се настапува сте во право. Сите граѓани. кога не сум бил во право. Не говорам само за тебе. Говорам и за Не, граѓаните. прашо, може јас некој сум направил некоја грешка се од кај Не. им ја некојаш може што вика народ на понесе емоција, али Види. сите тоа било за одливо кон градот. Оправдано е, така е, оправдано е. Орце многу малце луѓе останаа околу градот. Се слага. И многу малце луѓе што стварно го сакам. Јас сум порасна тука и во центар и во градот и премногу го сакам. Јас сум новинар, немам политичка амбиција, не сум политичар, немам моќ некоја таква. Меѓутоа пробувам со мојата работа вас да го усмерам каде што мислам дека може да се подобри. И тоа е единствената цел, нема Прифаќам. ништо друго. И прифаќам апсолутно. Еве ги зградите за кои што зборувавме, овие се кулите, овие се од пред земјотресот. Колку се тамо 5 кули стари на ГТЦ. Фасадата е крш, меѓутоа на сите стари слики што ќе ги видите од Скопје, овие осветлување со тие исти ленти како што ставите, поивиците на зградите Треба по да разговараме со куќните совети. Знаете дека уредувањето е куќните совети типе. А не може нешто заради повисок интерес? Тоа се прави обично со закон. Нема да можам ја да Не влезам. може Тоа е така. исто повисок ми интерес за куќата вашиот дворот, како да го уредам, ама Разбирам. мора вие да дадете согласност. Така да мислам дека и законски на крајот на денот тоа граѓаните треба да го дозволат што живеат тука. Ама не верувам дека некој би бил против таква работа. Значи добра конструктивна забелешка, одлична идеја и убаво ќе изгледа да ви кажам. Не, изгледа одлично, Особено претпоставам не е на- нешто многу скапо. И друга идеја ќе ми дозволите ќе ве молам, Ајде. че самиот кеј, и гледате зидовите. Да. Во самиот зид имате електрична инсталација веќе ставена, бидејќи во порано во Скопје, значи до 90-тите години, светилки беа на самиот зид, како едни топки беа. И беше една линија осветлена навечер, мислам, таков е дизајниран кеот. Така што мислам дека само, Дека уништена таа. али има канали каде Со што Александар кој што ми е за осветлувањето. А. Говорам. Ако има можност, може лед да направиме и овдека. Ја размислав за Кале, ви спомнам. да, Цело Кале да го направиме да биде осветлена така. со линиите. Да, со линии, ама и целата контура околу Да. кулите и се останато да Орко, дојде до израз. тоа е повеќе, еве гледате како има горе на ова на зградата, тоа така Да. отприлика би изгледа, ама тоа е за објекти што имаат остри линии. За Калето каде што нема многу остри линии, Не, там убаво ќе биде горниот да. да, може додека не го идеме, меѓутоа верувате со оние рефлектори со некој мало нежно дифузно светло да се осветли ќе биде. Ти говориш само на подредени позиции да има од долната страна. Да, Може и од горната, да. Да. Може? Со столпи рефлекторче, не знам, еве бевте во време на кампањата бевте во Љубљана, Да. нели? И уште со Јанковиќ сме во добра комуникација. Да, кога бевте тогаш во Љубљана случајно јас се најдов таму, правев некој видео за спорта и видите како на пример нивната тврдина како е осветлена, значи тоа е принципот што ви го кажам и тоа е да речеме универзално прифатено бидејќи не е скапо, не е тешко за одржување, едноставно е убаво, мислам толку едноставно. Ти слагам. Ева галијата. Да. Значи ова конечно ќе се поздравиме. Да имавме добра филмска продукција, може и филм да се има добар овде хора. Ама не успеа изминатиот период, не одим дозволам се, така Да, шанса би. мислам за жал држава, мислам и градот не е за такви филмови измислено сценарио, ама треба тоа да го менуваме и да почнеме и убави слики да произведуваме од држава. Го асфалтираме веќе во булевар Македонија. Да, е малце околу текумните проекти што ги правите сега и да привршуваме понека. Добро. Да, Булевар Македонија го работиме. Добро. Таму рокот го ставивме 90 дена. добро. И се замислете, имаше проекти кои што повеќе децении се работат во градот. Добро. Ние 90 дена го ставаме рокот, 40 има некаде поминато од целиот процес. Има забелешки, слаба била динамиката. Ја мислам дека тоа е динамиката која што треба да ја водиме во градот наредниот период. Добро. Зашто? Затоа што побрзо никогаш не бил реализиран било кој проект во минатото. Можете кога имате време слободно да прочитате на тој потек, Добро. да го видите колку сериозен потек е. Значи додатни ленти се прават, поврзувања, нови клучки, острови,
безбедносни пешачки и се останата за многу кратко време. И еве вечерва БН својот го, тој првиот слој кој што го нанесуваат, после да понат, мислам дека наредната недела ќе биде и завршните слоеви нанесувана, па продолжуваме подоцна со втората фаза која што значи пополнување на подвожњакот према Министерството за внатрешни работи, двата кружни ПК кај Рамстор и кај Мовара и влезот 7 метра влегуваме во длабина за да влеземе во Лима. Со тоа што ако одат работите како што треба, до пролет наредна година со Господ напред планираме тоа да се заврши се комплет или до крајот на годинава ако времето не послужи и биде добро, ќе видиме роковите како ќе бидат. Па би започнале веднаш со процесот на реализација на последната фаза, односно кај Нова Македонија кружниот тек, кој што го врзува цел потек до Католичка црква. За Љубљанска добивме после долги години позитивно мислење од конзерваторски центар. Тоа не го добивме туку така. Обезбедивме, во прашање беа, тоа го говорев пред извесен период и на една од емисиите кај што гостував на телевизија, 2 милиона денари требало градот да обезбеди изминативе години за оние кои што ќе ги вршат ископините, односно проверките на целиот процес за дали е трасата, не знам, културно наследство дали има или нема. Значи за 2 милиони денари градот пролонгирал 5 години наназад, изгубил нетрпение стварал кај граѓаните, не го реализирале проектот и така натаму, кои што ние ги обезбедивме првиот месец кога дојдов, ги уплативме веднаш, го добивме позитивното мислење сега минатата недела, во петокак, и распишана тендерската постапка за 30 до 40 дена од денес, ќе започнеме со реализација. Тоа е мостот Љубљанска кој што ги поврзува Карпош со Бардовце. Ќе ми биде поблиску за Канал 5 да се работа. Одлично. Одиме понатаму, Мовин поток. Сите имотно-правни односи ги решивме. За 90 дена. Таму рокот е до Нова година да сечеме лента. Народски кажано. И Борис Трајковски, булеварот, према Драчево. Сите имотно-правни односи се решени. Постигнат е договор со сите стопанственици, кои што се повише од 60. Тоа беше исто многу трпна работа. И исто така е распишана тендерска постапка. Согласно роковите законски, мислам исто така дека 30 до 40 дена се потребни за целиот процес за да влеземе. Михајло Апостолски? Реализација. Михајло Апостолски, еден објект има супер вештачење, кој што е на суд. Верувам дека за брзо ќе се заврши тоа, но не можам за него да кажам точно рок, затоа што имам уште 4 објекти позади тој кој што треба да ги решиме, но работиме со силна динамика и на тој процес. Во меѓувреме Фрањо Плус, во аеродром ја довршуваме. Добро. После долги години е при крај. Перонаков во Газибаба, мислам дека првиот слој е нанесен. Наидовме на див приклучок на вода, па имаше мала поплава, па пропадна еден камион, ако видовте по социјалните мрежи имаше. Така да се работи и таа е при крај и ја припремаме документацијата целосна за Бутелска и Радишанска. Тоа е нешто што многу значи за Бутел, за Радишани, за тој дел таму, земајќи во предвид дека 30 на 40 години граѓаните се поплавуваат и таму ќе започнеме за многу скоро време со атмосферска канализација и средување на целиот потек на улицата и попратно имаме уште неколку проекти кои што ги работиме во градот. Парковите се тука. Добро. Да резервираме, има работи кои што се работат, кои што ќе треба да помене време, бидејќи така е процедурата да ги видиме. Имаме ветување дека ова повторно ќе се вратаме, дека многу луѓе ми кажаа околу вие прекопи во жена паркот да се средат, барам да може да поменуваат. За да може да поменуваат, ќе гледам брзо да интервенирам, особено околу делов на околу дрво, да се среди, да се денивелира. Овде овој дел, па и не мора да бидат ете автентични плочки, ако треба други ги ставиме, ама да биде безбедно. Само кај нас и тоа сите градоначалници порано беа 100 на плочки нааше. Не само тоа, туку ако ќе ги видам па ние бехатонките што се стават во сендвичари околу не од центар на град, едноставно во многу други градови едноставно асфалтират кај што треба и тоа е таа чиста работа. Многу па ми замеруваат кои ќе видат на. Зошто? Па еве сега кога го правевме делов кај околу Триумфална порта, имаше нели ето така експерти одредени кои што ми замеруваа зашто сум го правил со асфалт. А јас сметам дека е подобро така да го решиме отколку да остане побаво и полесно за одржување и нема плочки кои што ќе се расклопнат и да прскаат и така натаму. И така да ете ако имам поддршка од твоја страна, па можеш и да за плочките, поготово за бехатонките имам онака апсолутно цел свет се или се става плочка, ама плочка со фугирање, бетонирање од тоа да не мрне 50 години. Ово изгледало на времето.
Ама Значи нема нити една плочка што е газа. Додиме и на кај собрание ќе видите дека буквално убаво изгледа, али не практично и Јас се мислам дека 20 на година, ако не се лажам. ова коце ги правеше. Не ги правеше коце. Овие не се од коце. Сигурно? 100%. Овие не се од коце. Мене прилично така ми изгледа. Покрај Кеов доле. Па практично коце тоа што е изградено во Скопје бива направено. Да не ми замерат останатите, ама таква е вистината. И сега доаѓа време повторно јас да ги ме правам промени. Уште нешто што Ама земајќи во предвид дека цел потек е вака пропаднато, дека може би е добра идејата за да размислиме на алтернативен начин да го решиме. Значи асфалт се обележита, пешачка патека се фарба црвено и чао пријатно. И убаво изгледа и мазно и за мајки со колички додат и со точаци и едноставно убаво и тоа е тоа. Има една разговарав со началникот на Гази Боба за еден проблем што ми го кажуваат граѓаните. Ранка Милано? Не Ранка Миланова, тоа се разбравме веќе го фатија ви количката од канал 5, тој ќе истираме приказната, ќе се реши таму. Мислам на добар пат сме. Има една дупка кај фон. На таа раскртизата одма после Ранка Милановиќ. Има огромна Новите згради? Да, кај тие новите што се прави. Тоа е сакав. На раскртизата кај фон буквално огромна на 10 метра е дупкана. Сакав да затворам. Да. Тоа е поврзано со пречистителната станица која што се работи. Аха. Поради негрижата на градот Скопје, се знаете, го одгледав процесот со пречистителната станица и таму имаме 30% прогрес. Од она што го имам како ветување од германската компанија која што изведуваш таму, но и од ЕБРД, е дека до крајот на мојот мандат ќе биде готова пречистителната станица и тоа е од суштинско значење за цела Скопје, но значено и за останатиот дел од Македонија, кај што поминува реката Вардар. Тоа е дел од процесот на поврзување на атмосферската канализација. Наредниот период, јас сакав на почетокот, не знаев искрено која е причината што некој сте отлупка во сред град и Кратер не е е оградена како што треба сите тие работи и ги повикав службите, отидовме на лице место за да интервенираат таму улици и патишта и да биде затворен тој процеп таму кој што е практично направен како дупка, но тоа е практично шахтата која што треба да биде изградена. Министерството за животна средина веќе обезбеди средства и за многу скоро ќе се доповрзе тој потек кој што треба да води до пречистителната временска естимација груба. Тоа зависи од Министерството за животна средина. Знам дека ги обезбедија средствата, треба да распише тендерска постапка, но ете јас ќе го оградам наредниот период тоа. Со Ана Лашковска заменик министерката имавме пред неколку денови состанок, исто нова тема, неколку состаноци претходно имавме. Така да предлогот беше и од службите да не го затвораме, тоа затоа што повторно ќе треба да се копа. Значи повторно ќе треба да се реагира, земајќи во предвид дека не е доизградено тоа што почнале да го градат, а го изгубиле грантот за тоа, поради непостапување. Така да свесни сте дека работата ќе биде решена. тој треба да води низ Вардариште го чистиме површински, за скоро ќе почнеме ќе го поканаме медиумите со одгасување таму. Може тоа ќе биде интересен процес, првпат мислам дека во држава ќе Огромна дива депонија кај Борис Фрековски. Чистеше сотир таму? Огромна е, уште поголема е сега. Ке Салаван? Да. Уште поголема. Ајде ќе провериме. Проверите, дека ми праќаат и луѓе фотографии и видеа и замолуваат ако Лево од Борис Фрековски? Да, у тоа чистинка еднаш има. Ти пратам видеа, ти ги видиш. Добре, ќе провериме. Мислам дека приватен плац е тоа. Сега да не го спомнам собственикот, ама мислам дека приватен плац е, но ќе го проверам. Добро. Знам сотир имаше објава дека чисти. Ако треба и имаш објави, меѓутоа имаш и објавите нека не кажува дека чисти кога уште стои тоа таму. Искрено немам проверено, но ја прифаќам забелешката и ја се приклучиме. Добро. Хорце скоро саат време, ти благодарам. Ја пак ќе кажам, мислам дека правим историја во однос на тоа на како треба да комуницираат локалните власти со новинарите. Фала многу за времето. Фала да жив здрав, поздрав до гледачите уште еднаш и стојам на располагање. Добро, кој ќе треба да се караме, кој ќе треба да се мириме, како и да е, кај да одам, секогаш кажам дека партии тргаме на страна, дека го сакаме градот, дека вашиот успех е успех на сите нас и ја однаква од срце ти посипам да ти трне работа, бидејќи сите живееме во добар град. Жив здрав да си. Да, фала ви. Поздрав голем. Тоа беше околу 1 час разговор или прочетка со градоначалникот Орце Ѓордиевски. Се надевам дека некои работи ви се сега појасни и ќе пробам ова да го направам и со други градоначалници и да биде нешто што ќе го правиме почесто за ваше информирање.